Општина Бутел денеска започнува со целосна санација и реконструкција на краците на улица Радишанска во должина од над 500 метри и површина од 1461 метар квадратен. Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски истакна дека оваа улица ќе добие нов комплетен изглед. Градежната офанзива се одвива со силна динамика. Продолжуваме во останатите населени места кои што се опфатени со големата градежна офанзива. Асфалтираме и реконструираме 70 улици и вложуваме 150 милиони денари. Еднаков и рамномерен развој на сите населени места, напиша Костовски на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска се сретна со возрастните центарци од пензионерскиот клуб Гоце Делчев, каде што разговараа за нивните секојдневни предизвици, потреби и идеи за подобрување на условите за пензионерите во општината. Првиот човек на Центар информираше дека за неговиот 4-годишен мандат ги исполнил ветувањата и барањата на пензионерите. Во првата година од мандатот отворивме 3 нови пензионерски клуба и заеднички со пензионерите почнавме да имплементираме нови проекти и да организираме активности. Ние сме првата општина што обезбеди нега на стари лица во домашни услови, а со новата услуга итно копче на пензионерите им обезбедуваме помош во итни ситуации, истакна Герасимовски. Во изминатите 3 години, вели тој, повеќе од 3500 пензионери добија еднократна парична помош, а вкупно беа доделени над 10 милиони денари, со што значително е подобрен нивниот квалитет на живот. Нашите пензионери се важен дел од заедницата, затоа е клучно да ги слушнеме нивните предлози и идеи. Продолжуваме да работиме на проекти кои ќе им овозможат поголема социјална вклученост, подобри услови во пензионерските клубови и поквалитетен живот, истакна Герасимовски. Полицијата во период од 3 дена казнила 2045 лица, од кои најмногу поради брзо возење. Како што соопштуваат од МВР, сообраќајната култура, совесност и одговорност е под задоволителните критериуми. И овој пат во рамки на посочените денови евидентиран е релативно поголем број издадени платни налози. 2045, во која што бројка предничат прекршоците по основ на возење со брзина поголема од дозволената 637, потоа неправилно паркирање 393 прекршоци. За возењето без возачка дозвола изречени се 225 мерки, како и возење под дејство на алкохол 146 санкции. Инаку во сообраќајните контроли полициските службеници во 115 случаи издале прекршочни платни налози заради некористење сигурносен појас, 56 санкции за користење на мобилен телефон при возење, како и 35 мерки за возачи на мотоцикли поради некористење заштитна кацига, 14 санкции за минување на црвено светло. Од МВР посочуваат дека продолжуваат со засилените мерки и активности во поглед на сообраќајната безбедност, а континуирано се реализираат и превентивни активности низ сите сектори за внатрешни работи, во насока на укажување и апелирање до сите учесници во сообраќајот за целосно почитување на сообраќајните правила и прописи. Улицата Николај Островски во Скопско Ѓурче добива 3000 метри квадратни нов коловоз. Активно се работи на реконструкцијата на една од најголемите улици во населбата Даме Груев, улицата Николај Островски. Во моментов се работи на нов завршен слој на коловозот во должина од 600 метри. Паралелно со тоа се работи на поставување електрична инсталација за нови канделабри и ново улично осветлување. 3000 метри квадратни нов асфалт наскоро ќе дадат целосен и урбан изглед на оваа улица, порача денеска од терен градоначалникот на Ѓурче Александар Стојковски. Проектот е вреден 3.200.000 денари и е многу значаен, истакна Стојковски, особено за жителите од овој дел на општината. Продолжуваме посветено за Ѓурче Петров, да стане уште подобро, модерно, урбано и хумано место за живење, дециден е првиот човек на општината.
Председателот на ЗЕЛС и градоначалник на општина Киселавода Орце Ѓоргиевски денеска уствари работна средба со Шабан Салиу, министер задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите 2022-2030, на која една од клучните теми беше реализирање на идни капитални инфраструктурни проекти низ државата, особено во населените места каде што живее ромско население. Ѓоргиевски истакна дека неговите заложби за унапредување на човековите права и подобро секојдневие на сите граѓани во Македонија со несмалено темпо ќе продолжат и во иднина. Денес во просториите на владата на Република Македонија остварив работна средба со министерот задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата на ромите 2022-2030 Шабан Салиу. Она што беше тема на оваа средба со почитуваниот министер и досегашните имплементирани мерки и проекти, но идни реализации на капитални инфраструктурни зафати насекаде во Република Македонија, со акцент на населените места каде што живее ромско население. Ги истакнавме и нашите заеднички заложби за унапредување на човековите права, но и за подобрување на секојдневието на сите категории граѓани, особено на ромите на целата територија на Република Македонија, истакна Ѓоргиевски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја